Добро вечер во емисијата 360 степени во живо од студиото на Алсат. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вечерва на Фејсбук објави: имаме ново парламентарно мнозинство, споделувајќи фотографии од заедничка средба во просториите на Собранието со генералниот секретар на БЕС Арјанит Хоџа, лидерот на Алтернатива Африм Гаши, лидерот на Левица Димитар Апасиев и генералниот секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Мицкоски во објавата пишува: новата иднина доаѓа, ново време и нова надеж. Не чекаат силни предизвици, свесни и благодарни за поддршката, заедно ќе успееме. Македонија ќе успее. Имаме ново парламентарно мнозинство. Завршен цитат. Во изјави дадени на излегување од парламентот, Таравари, Апасиев и Гаши потврдија дека имаат мнозинство. Мицкоски пред малку во изјава дадена пред седиштето на ВМРО ДПМН рече дека ја очекуваат најавената оставка на Заев, а доколку тоа не се случи, ќе ги активираат собраните потписи за гласање недоверба на владата. За сега, како што реков, се тврди дека мнозинството е за да и се изгласа недоверба на актуелната влада, а дека за евентуални следни чекори, формирање нова влада или избори дополнително ќе се разговара. Најпроблематични за тоа се сметаат ставовите на Левица за повлекување на признавањето на Косово и за повлекување на членството на Република Северна Македонија во НАТО. Овој најнов развој на настаните вечерва во 360 степени ќе го анализирам со колегата Назим Рашиди. Добро вечер, добре дојде Назим, благодарам што си со мене во овие вонредни настани и околности. Благодарам. Драго ми што сум тука, ќе видиме што ќе анализираме од тоа што доаѓа нели и во моментот. Така е. Ќе одиме на пауза за реклами, по оваа генерална најава, потоа редоследно што донесе овој ден, односно оваа вечера донесе навистина се чини крупни промени. Останете на Алсат, реклами, па се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Веста на вечерта е дека ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците, Алтернатива, Левица и досегашната владеачка БЕСА објавија од имаат ново мнозинство. Поточно, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на Фејсбук објави фотографии од заедничка средба во просториите на Собранието со генералниот секретар на БЕС Арјанит Хоџа, лидерот на Алтернатива Африм Гаши, лидерот на Левица Димитар Апасиев и генералниот секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари. Во објавата Мицкоски напиша: новата иднина доаѓа, ново време и нова надеж. Не чекаат силни предизвици, свесни и благодарни за поддршката, заедно ќе успееме. Македонија ќе успее. Имаме ново парламентарно мнозинство. На излегување од парламентот изјави за телевизија Клан дадоа Таравари, Гаши и Апасиев. Предлагам да видиме што кажаа. Shkurt, zotri Taravare. Shumica re, 61. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sot ka filluar një iniciativë për të rrëzuar qeverinë aktuale. Ne si parti opozitare, nuk mundemi mos me unë nënshkruajt në iniciativa për rrëzimin e qeverisë. Secila parti opozitare ka detyrë që ta bëjë zavendësimin e shumicës. Kjo është hapi i parë. Ne sot i kemi dëshmuar që janë 61, besoj që në të ardhmen do të rritet numri. Procedurat do duhet ndiqen nëse bëhet një qeveri e re, shumicë e re, që e ruan kursin euroatlantik, që nuk hiqet nga integrimi jonë në BE, nga parimet elementare që kemi edhe në partitë tona, po edhe si shtet që kemi definuar, natyrisht që mundet edhe mos me pas shumicë të re. Na nuk hekim dorë nga parimet tona partijake, po kjo është faza e parë, shohim si do ecë më ndej. Da, imam novo мнозинство od večera, to je oficijalno. Тоа ќе го сочинува сите ВМРО ДПМН, Алијанса, Алтернатива, Левица и БЕСА. Да. И имате 61? Имаме 6-7 со тенденција до 6-4. Благодарам.
Ова беа изјавите дадени по вечерашната средба во Собранието, по која беше објавено дека е формирано ново парламентарно мнозинство. Се разбира, клучот е кај досега владеачката Беса. Во студиото со мене реков е колегата Назим Рашиди. Назим, изненадување или очекуван развој на настаните за теб? Па мислам дека се малце изненадување, бидејќи не дека не беа најавени, но се повторуваше, речеси, сите овие дена дека има стабилно мнозинство, каде што нели Беса ќе биде дел од тоа мнозинство на актуелното владеачка структура. Секако елементите или тоа што се случуваше со Желино, со Дики, начинот како се одвива настаните, сепак мислам дека на некој начин многу коментари имаше на тоа дека може би представниците на Беса прават притисок, па да нема проблеми или да не се случи промена како и да е после таа одлука. Назим, дали ти се верува дека Желино може навистина да биде вистинската причина за Беса да донесе таква одлука или сепак тоа беше искористено како изговор за сето ова да се случи? Што е твојата анализа? Па мислам дека ако се гледа од малце од дистанца, може да е една причина, Васко, бидејќи ако одредени структури на власта, на една владеачка структура се однесува со некаква арогантност, тоа може да подвлече такво нешто. Од друга страна, имаме моментум каде што Беса стварно се осеќа kingmaker за начинот како се гласаше нели на локалните избори. Сепак тие победија во Тетово, градоначалникот се знае нели Билјалка Сами ќе биде градоначалник на Тетово и одеднаш можеби добија повеќе на мок или на сила, па сака да покажат еве дека стварно се мокни. Од друга страна, кога ако е вистина, нели, сега сепак и ние претпоставуваме бидејќи не знаеме многу факти, но ако е вистина да имало таква арогантност, тогаш секако дека представниците на Беса тогаш можно е нели да реагираат на начин како што реагираат, па да бидат уште појаки во двете владени структури. Бидејќи како што гледаме, можеби не е се завршено, од друга страна ги слушнавме изјавите дека сите викаат дека мнозинството ново веќе постои, така да можно е и Желино да биде доволен индикатор за нешто да се случи. Во моментите кога ја почнувавме емисијата во живо, пред седиштето на ВМРО ДПМН изјава даде лидерот Христијан Мицкоски, ќе се обидаме сега да ја парафразирам изјавата. Тој вели, ја чекаме најавената оставка на Заев прво и ако не се случи оставката, тогаш дури ќе ги ефектуираме нашите подписи со барање прво за гласање на недоверба на оваа влада, така? Да, еве сега изјавата ја читаме нели пред да почне емисијата. Исто така господин Мицкоски вели дека има две опции, едната е да се формира ново мнозинство, што на некој начин подразбира дека тоа ново мнозинство ќе се договорат кои би биле начелите на новата влада. Мислам дека сепак и тој процес треба да се помине. Ако тоа не се случи, најверојатно сите овие политички партии се договориле да се оди на брзи парламентарни избори, што би значело нели земјата да влезе во еден друг изборен циклус. Значи, ова е моментално тоа што знаеме од изјавите, но веќе се најавува дека утре ќе има заедничка пресконференција. Можам да кажам дека тоа мене ми го потврдија и представниците од Алијанса на албанците, дека нема повеќе можеби детали или изјави вечерва да се има, но утре еве ќе има заедничка пресконференција. Помалку го импровизираме ова издание на 360 степени, бидејќи се случува непосредно по случувањата во Собранието. Дали имаме изјавата на Христијан Мицкоски подготвена? Ако ја имаме, можеме да ја видиме.
мнозинство кое што ќе гарантира дека оваа влада предводена од СДСМ е минато. Очекуваме оставката на Зоран Заев која што е најавен. Доколку тоа не се случи, тогаш ќе поднесеме оставка со која што ќе се изгласи недоверба на нова влада која што предводи Зоран Заев и СДСМ. Како е точно поставката сега? Вие утре ќе ги поднесете подписите, понатаму што да очекуваме? Очекуваме да ја поднесете оставката, како што кажав, а за сите детали понатаму ќе биде јавноста благодарена. А колку ќе чекате? Затоа што веќе помина неколку дена од изборите. Па да, затоа и беше оваа средба денеска, за да излеземе пред јавноста дека постои мнозинство во парламентот кое што доколку Зоран Заев не ја достави оставката, ќе изгласи недоверба на неговата влада. Но која е поентата да чекате, господин Мицкоски, ако имате мнозинство? Па утре е Или сабота, сакате- сега не знам службите дали работат. Да почекаме утре, за утре понеделник, не знам како функционира парламентот. Веќе никогаш не сум бил пратен. Но еве ако ја достави господин Заев утре оставката, мислам дека понатаму има законски рокови, процедурални, уставни исто така одредби кои што има 10 дена председател да го даде мандатот, па потоа 20 дена преговори, така натаму. Очекувам дека во периодот што следи да се обидеме да создадеме ново владино мнозинство. Само Стана ли збор за разјасните мандатар? нешто, затоа што барате избори. Сега ова значи дека ќе се обидете да формирате нова влада. Сите опции се во игри. На таа пресконференција јас споменав дека имаме две опции. Едната опција е да се окрупни опозицијата и да има ново мнозинство кое што ќе изгласи недоверба на владата, доколку повторно ќе кажам тактизира Зоран Заев со оставката. И второто е да одиме на брзи предвремени парламентарни избори. Така што и двете опции се во игри. Разговарате ли за мандатар на владата? Не. Разговарате ли за други детали? Тоа што разговаравме, ви го кажав и претпоставувам соговорниците го кажа, ова е мнозинство со кое што се гарантира дека ова влада предводена од СДСМ на Зоран Заев е минато. За се останато треба да седнеме да разговараме за програмски преговори, за визијата, за стратегијата понатаму, но во текот на утрешниот ден ќе имаме пресконференција и ќе кажеме малку. Да, но поради политичката ситуација која се создадена, ваше мислење како политичар, како лидер на партија која што победи на последните локални избори, дали мислите дека се потребни избори или е потребна нова стабилна власт? Има две опции. Едната опција е ново парламентарно мнозинство кое што ќе избере политичка влада, која што ќе продолжи со реформскиот процес, со борбата против криминалот и корупцијата, што представува основен проблем во Македонија. Влада која што ќе имплементира реформи во здравството и во образованието, влада која што ќе поднесе нашата држава на каде што е место, тоа е во рамките на Европската унија. И втората опција е, доколку не успееме нормално да формираме такво мнозинство, да одиме на брзи превремени промени. Простете за квалитетот на ова снимка направена со телефон, но се надам дека беше доволно јасна за да ги слушнете главните пораки од изјавата на Мицкоски. Уште еднаш лидерот на ВМРО ДПМН вели дека ја очекуваат најавената оставка од премиерот Заев. Тоа би значело оставка на целата влада и отпочнување на процедурата за председателот на државата да додели мандат на представник на партијата или партиите што имаат мнозинство во собранието, понатаму рокови за предлагање на влада и програма до собранието, гласање на нова влада. Некако како Мицкоски назим да ретерираше помалку од јасната порака и барање за брзи предвремени избори дадена на пресконференцијата вчера. Беше прилично јасен и директен, рече дека опцијата за ново парламентарно мнозинство не содржи во себе доволно енергија потребна на државата во следните месеци и според него опцијата се брзи предвремени избори. Вечерва зборува сепак за две опции. Едната е формирање влада, па вели ако не успееме да обезбедиме стабилно мнозинство и договор околу програмските приоритети, тогаш би оделе на избори. Па, најверојатно изјавата вчера го немаше моментот што Беса го донесе, бидејќи со нивно вклучување, очигледно дека сега, ако се случи тоа што се зборува, ќе има веќе мнозинство, така да може да се отвори можноста како да се оди понатаму. Од друга страна,
ако ја гледаме изјавата на Мицковски, но исто и на другите представници, мислам дека мало ретерирање има во однос на тоа кои би биле начелите на новата влада. Мислам дека ако овие партии веќе се договориле дека имаат мнозинство, мислам или не успеале се уште да се договорат што ќе значи тоа нова влада. Кои се приоритетите на тоа влада? Се зборува за број од 61 пратеник, тоа е минимумот некаков, со перспектива за проширување, но да видиме со сето тоа што ќе се случува. Но поентата ми е назим дека во тие 61 се двата гласа на левица, кои што веројатно се најспорни во смисла на принципите за кои што сакаш ти да зборуваш. Да, не само за левица, него мислам тоа што сакав да кажеме и без тие големи прашања. Сепак ќе треба да има некакви приоритети. Ако овие партии седнале денеска, после тоа што се случи нели со Дики како што Беса излезе и кажа дека еве ние сега се вклучуваме, веќе е нов моментум. И овој моментум најверојатно и треба малце време партиите да седнат и да разговараат кои ќе бидат нивните начела и приоритети, освен тие деликатни прашања за кои нели ти најавуваш и секако дека ќе ги зборуваме. Но ова е едниот момент. Другиот момент, јас како ја читам ова изјава е дека најверојатно партиите се договориле минимум да има избори, ако не се договорат да направат влада во која ќе ги вклучат сите нивни приоритети. Тука веќе влегуваме во ситуација каде што најверојатно нема да се согласат ако нели разговараат за тие елементи што за кои левица зборува повеќе, а тоа е името, нели новото име на државата, па членството во НАТО, па нели повлекување на признавање на Косово и сите тие елементи. Веројатно тоа е таа поента што Гаши сака да ја направи во неговата изјава кога вели дека тие би биле дел исклучиво од влада која што ќе остане на евроатлантскиот пат на државата, бидејќи прво левица во својата програма на последните парламентарни избори се залагаше за повлекување на признавањето на Косово, за повлекување на членството на Република Северна Македонија од НАТО, но да не заборавиме дека и ВМРО ДПМН се нема јасно позиционирано во однос на договорот од Преспа, во однос на тоа како понатаму во односите со Бугарија, кои што се пречка за отпочнување на пристапните преговори со Европската Унија, а ако одиме чекор понатаму на внатрешен план и околу законот за употреба на јазиците. Мислам дека сите овие елементи што ги спомна се многу битни за албанските партии, поготово дека сите тие албански партии во суштина биле дел од овие промени. Донесување на законот за промена на името, мислам на уставот, промената на уставот, референдумот и сите тие други закони за кои тие гласаа. Заради тоа јас мислам дека изјавата повеќе ја читам на некакво повлекување или давање простор за разговор за како ќе се формулираат сите овие потреби на сите овие партии, кои за овие теми што ти ги спомна, да не ги повторам, се стварно има различни видувања. Од друга страна, можно е левица да каже дека ние прифаќаме или ќе гласаме за ново мнозинство, но нема да учествуваме во ова влада. Тоа би била де факто малцинска влада, ако останат на 61 глас. Со двата гласа на левица би се обезбедило неопходното минимално мнозинство во собранието, но левица со неучество во владата практично би останала надвор само како поддржувач и де факто би имале малцинска влада. Токму тоа и тоа е опција која може да се случи. Но од друга страна, ако има избори, предвремени избори, мислам дека тука опозицијата, ВМРО ДПМН мислам на тоа, па дури можеби и левица, имајќи предвид колку гласа добија на локалните избори, можно е нели да сакаат такво нешто или таа опција повеќе, бидејќи во таква ситуација би добиле повеќе пратеници и
И ова мнозинство, кое сега, нели, како што анализираме вечерва, нема да биде толку кревко или малцинска влада, него најверојатно веруваат дека ќе имаат поголемо или постабилно мнозинство. Што ти е, да речем, на прва твојата анализа и очекување ако се оди на избори? Како би настапиле Алијанса, Алтернатива и Беса? Со оглед на тоа што Алтернатива и Беса беа во прилично заладени, да не речем, односи на фрикција до овој момент. Добро, наративот на Алијанса и на Алтернатива беше јасен, опозиционерски, против ДУИ, каде што очигледно тие тоа го зборуваа гласно дека време е да има промена на власта и мислам дека тој наратив ќе се продолжи со пораки, нели, кои би ги убеделе гласачите да гласаа за нив. Мислам дека Беса можеби во овој момент би имало поголем проблем апропо тоа дека беше дел од власта, но сега еве не е, но како и да е, и тие со тек на време понекогаш се појавуваат како опозиционери со критиките претежно направени кон ДУИ, така да ако е ова лајт мотивот што ќе ги спои, мислам дека ќе може да најдат заеднички јазик. Има ли простор да се поставува прашање од аспект на моралот за овој потек на Беса, со оглед на тоа што на последните парламентарни избори влегува во собранието со 4 пратеници, благодарејќи или, учествувајќи во заедничка коалиција со СДСМ. Сега практично овој потек на Беса го овозможува падот на мнозинството предводено од СДСМ. Па ја мислам дека бројот на гласови кои го добија во Тетово на некој начин им даде сила да настапат на начин како што настапуваа, бидејќи начинот како ги добија тие 4 пратеника на некој начин може би и даваше некаков комплекс на тоа дали стварно се јака партија, дали стварно уживаат поддршка во електоратот. Со тоа што се случи со изборите, најверојатно добија на сила, па сега сакаат на некој начин да покажат дека се битни и дека не се толку мала партија. Повеќе ве прашувам од аспект на стабилност и доверба во партнерствата. Оти Беса утре треба да биде партнер можеби во друга влада, па сега ако оваа ја напушта толку лесно, зошто некоја следна не би ја напуштила уште полесно? Па ја мислам дека во следната влада, најверојатно Беса би сакале да добијат повеќе од власта, од тортата на власта, па ако имате повеќе министри, најверојатно тоа помалце или ве тера тоа да не ја напуштите владата толку брзо. Но сепак овие, морам да истакнам, овие се анализи од информациите што ги имаме до сега. Да. И секако многу ќе зависи што ќе се случи понатаму. Како и да е, во овој момент токму Беса се ставаат у позиција да бидат кингмейкери на ситуацијата и ова не е прв пат они да го кажат. И за време на изборите неколку пати битните челници на таа партија, за време на кампањата, кога им се адресираа на ДУИ, им викаа дека ние сме тука кои ве држиме на власт, ние сме тие кои може да направиме за вие да паднете од власт. Па најверојатно во овие калкулации и начинот како се одвиваше, моментумот е таков што тие сакаат да покажат дека се моќ. Најверојатно и другиот момент е дека во ваква ситуација, ако има утре избори, можеби перцепцијата кај луѓето е таква што они би сакале да придобијат повеќе гласови. Јас во текот на денот подготвував редовно издание на 360 степени. Во ова студио беа представници на 3 партии партнери на СДСМ од владеачкото мнозинство, се уште да го нарекуваме така, додека формално не се повлечат некои потези. Во студиото беа Маја Морачанин, пратеничка и лидерка на ДОМ, Моника Зајкова, пратеничка и подпредседателка на ЛДП, и Зоран Димитровски, заменик министер за локална самоуправа и генерален секретар на Демократски сојуз на Павле Трајанов. Зборувавме малку околу поводот за нервозните изјави во текот на денот и вчера од страна на Беса и околу
незиното позиционирање во однос на СДСМ, предлагам да погледнеме еден сегмент од таа дебата, па ќе се вратиме понатаму со анализа на овие свежи настани од вечера. Пратениците од БЕСА денеска не беа во собранието, така? Не беа, да, колку што приметив не беа. Веројатно доволно за дополнително да се подгреат некакви шпекулации за тоа што се случува на таа адреса и на таа релација практично мнозинство БЕСА, дали се тука, дали не се. Димитровски, имате изворно информации што се случува со БЕСА или оно што го знаете се овие јавни изјави од медиумите? Па, можам да ви кажам само од едно искуство дека во владата и претходно, ако можам така да кажам, владееше една мала нетрпеливост помеѓу, да речеме, министрите од БЕСА, односно високи функционери од БЕСА и од ДУИ. Секогаш таа нетрпеливост можела да се забележи и ова сега наистина кулминираше. Значи, тоа не е отпор кон владата, не е отпор кон коалицијата со СДСМ, туку кон еден од партнерите. Тоа е Демократската унија за интеграција. И сега, нели, во тој табор, во таборот на партиите на албанците, постои конкуренција, постои и нетрпеливост од време на време и многу е тешко навистина да се менаџираат тие процеси од страна на парламентарното мнозинство. Имате ли свој став или како партија став во однос на забелешката на БЕСА? Таа е лута затоа што ДИК прифати еден приговор за општината Желино. Ако остане така, ако управниот суд не реши поинаку, тогаш таму ќе се прегласува на едно избирачко место, што ја доведува во прашање победата на БЕСА во градоначалничката трка во Желино. Мораме да веруваме на институциите. Ако Државната изборна комисија го усвоила тој приговор и се оди на прегласување, ќе видиме има втора инстанца, нели, управниот суд, треба да веруваме на институциите дека навистина постоела причина зошто се поништува одредено гласање во некој избирачко место. И не можеме чисто заради незадоволни заради резултатите да бараме не знам сега да го повлече ДУИ својот приговор или во таа постапка. Од друга страна, еве, ако земете СДСМ во одредени средини и коалицијата, да речеме во Кочан изгуби за 16 гласа. Да. И дури имаше одредени приговори кои потоа ги повлече. Веројатно виделе дека тие приговори не се подкрепени и заради тоа ги повлекле, не знам. Инаку зошто не би поднеле приговори. Така што не верувам оти Државната изборна комисија под некаков диктат на владеачко некакво мнозинство во таа комисија донела одлука, туку сигурно има некаква причина за поништување Од на 7 члена на ДИК, 6 мина присуствувале во моментот на гласањето, сите 6 гласале за прифаќање на приговорот, само еден член не бил присутен и не се изјаснил, така што ова оди во прилог на ова што го зборувате. Така што мислам дека кај БЕСА се разбира, присутно е таа нетрпеливост кон министрите од ДУИ, дури имаше и претходно една најава дека тие прашање дали би гласале за владата, доколку во неа останат одредени министри, како што е првиот заменик премиер Артан Груби и така натаму. Јас се надевам дека тоа се емотивни изјави нормално постизборно и во контекст на онаа борба што се водеше и во Тетово, победата на Касами. Треба да се изменаџираат сите тие процеси, се надевам дека на крајот БЕСА ќе остане во парламентарното мнозинство. Морачанин, со БЕСА бевте заедно на парламентарните избори во коалиција ланската година. Така. Да, јас се Мислевте дека на локалните, на парламентарните. Така, мислам заедно со СДСМ, со сите партнери во коалиција. Како политички вие ја доживувате ова најава од БЕСА за можно приспитување на учеството во мнозинството визави еден прифатен приговор во ДИК? Да, прво сакам јас да искоментирам малку, мислам дека е многу важно да ги поделиме овие работи, она што е партиска активност и партиска агенда, задоволство или незадоволство од резултати, затоа и постојат институциите и како ДИК и како управен суд, значи има процедура
Како? Кога сте незадоволни, ако мислите дека има аргументирани податоци врз база на кои може да се жалите и да ви биде подкрепен тој приговор, тоа и да се коригира. Во случајов, како што и вие рековте, тоа се, значи, сите 6 членови на ДИК го уважиле тој приговор и јас можам само да претпоставам дека навистина тоа било аргументирано, инаку би бил поинаков исходот. Но постои и втора инстанца, значи на управен суд. Така што тука се согласувам дека мора да ги почитуваме институциите и да се тера таа процедура и тоа не сме да влијае пак на другата политичка агенда на, сега зборувам за било кој политички субјект. Така што мислам дека тие работи треба да бидат одделени. За мене конкретно тоа не е аргумент затоа што ДИК уважила приговорот ДУИ без да го напушти парламентарното мнозинство. За мене тоа не е аргумент затоа што мнозинството се базира врз вредности, врз владина програма и така натаму. Ќе сакам еден чекор понатаму да одиме околу истото прашање, само да ја прашам Зајкова, вашиот лидер Зајкова денес даде една изјава во која што рече дека некако како да му мириса на предвремени избори, а ги имаше предвид овие изјави од Беса. Дали беше тоа изјава помалку под импресии на пресот на Хоџа или навистина таков е впечатокот во вашата партија? Видете, може би поради реакција на пресот на Хоџа дадена изјава дека мириса на предвремени парламентарни избори. Меѓутоа, ние јасно кажавме дека не сме за предвремени парламентарни избори, затоа што знаете како имате парламентарни и локални избори. Власта е поделена на централна и локална власт. Едната со другата треба да научиме дека не се поврзани и дека нема зашто да се рефлектираат резултатите од едната врз другата. Ние минатата година имавме избори, добиена е довербата од граѓаните и следствено на тоа е формирано едно мнозинство кое треба да започне, односно кое започна да работи, треба да продолжи својата работа. Не е сериозно ние од година во година да одиме на избори, да трошиме буџетски пари наместо за интересите на граѓаните и државата, за тоа кој повеќе места ќе заземе во фотелите. Мислам, нас не предстои и енергетска криза, која што веќе е известна, не сме излегле од ковид кризата, имаме зачеток на инфлаторска криза можеби, и треба повеќе од било кога да действуваме свесно и да обезбедиме една внатрешна консолидација, а не секоја година да трчаме на избори, затоа што тоа според мене е крајно несериозно. Истите аргументи лидерот на опозицијата ги користи, Христијан Мицкоски, кога вели дека треба да се оди на брзи предвремени избори. Точно истите аргументи. Да, но според мене тоа не се аргументи, затоа што ние имаме легитимно собрание кое што заседава и може да носи одлуки. Димитровски, како очекувате дека ќе се заврши оваа тензија на релација пред се Беса ДУИ? Ако ги видиме односите на локално ниво, Беса во Тетово веројатно ќе биде во локална коалиција со ВМРО ДПМН. Ако се анализираат резултатите од гласањето во вториот круг во некои други општини, како Брвеница, Ресен, веројатно може да се препознае соработка Беса ВМРО ДПМН. Дали тоа може да оди во прилог на евентуално на вистина посуштинско преиспитување на позицијата на Беса во однос на мнозинството? Прво, мислам дека би било сосема некоректно од страна на Беса, бидејќи таа настапила во предизборна коалиција со СДСМ, да разгледува можност за ново парламентарно мнозинство пред евентуално распишување на избори на кои што би се согласиле и коалиционите партнери во владата. Знаете, тоа што сме настапиле во заедничка коалиција, мислам дека од морално-политички аспект сите не врзува за таа коалиција. По евентуално нови избори, каде што, да речеме, Беса би настапила самостојно, или би може би во видна коалиција со ВМРО ДПМН, зашто да не, нели? Секој може да избере коалиционен партнер. Формирање такво мнозинство би можело да биде логично, односно да биде морално оправдано, морално-политички оправдано. Во ваква состојба тоа би значило искрено речено тргување со пратеници. Не сакам да верувам дека македонската демократија ќе повторува истите грешки од пред десетина години, кога имаше и такви случаи на купување на пратеници, на трговија со пратеници
Инаку што се однесува до трпеливоста или нетрпеливоста, односно во одредена коалиција како функционира, навистина е тешко повеќе партии на албанците да бидат во една влада, зашто тие чувствуваат, онака како што треба теренот да го владеат, да им се рефлектира тоа и на гласовите. Меѓутоа, гледаме дека во коалицијата на Алијанса со ВМРО ДПМН имаме назадување на Алијанса во гласовите, затоа што ВМРО ДПМН ги троши гласовите на Алијансата. Од друга страна, гледаме слично нешто се случува на државно ниво, коалицијата на ДУИ со СДСМ, одредени отстапки што се правени, го троши СДСМ во таа коалиција. И кај албанците тоа позиционирање исто така алтернатива во контекст, во однос на Алијанса, алтернатива во однос на БЕСА. Навистина е многу напорно да се менаџираат тие процеси, но јас се надевам дека БЕСА на крајот ќе го надмине ова, ќе остане во владиното мнозинство и дека ова владина коалиција ќе продолжи. Да. Ова беше сегмент од дебатата во 360 степени, снимена во текот на денот, се разбира пред овие вечерашни случувања, по кои лидерот на ВМРО ДПМН на Facebook објави дека имаат ново парламентарно мнозинство, а во изјави потоа тоа го потврдија и од Алијанса, од Левица, од Алтернатива. За сега нема изјава од представник на БЕСА, барем во студиото не сме свесни за такво нешто, а практично БЕСА, која што до денес беше дел од владачкото мнозинство, е партијата која што со своите 3 гласа во парламентот реши дека мнозинството сега ќе натежне на друга страна. Во студиото со мене и понатаму е колегата Назим Рашиди. Назим, ова веројатно е голем шок и за ДУИ, ги дочекува целосно изненадени, предпоставувам, неподготвени. Остануваат на оваа страна, ако е точно дека ВМРО, Алијанса, Алтернатива, Левица и БЕСА ги имаат подписите на сите пратеници од овие партии, се доаѓа до бројот 61, на другата се 59, 43 СДСМ и коалицијата, 15 ДУИ, 1 ДПА. Од 2006 до 2008 ДУИ прв и единствен пат до сега била во опозиција на национално ниво. Така. Па добро, ако се случи ова, стварно ова ќе биде голема промена не само за нив, него општо во политичката сцена, бидејќи за овие политички партии албански кои еве се дел од новото мнозинство, ако тоа го има, во суштина тие ова го сакале со години, па за тоа и покушавале ДУИ да не биде дел од власта. Како ќе се однесе понатаму и што ќе се случи, дуи тоа треба да видиме. Нема се уште колку што ние знаеме, бидејќи сега сме уживо реакции директни, но тоа што можам да видам по социјалните мрежи или реакциите индиректни, веќе се наговара дека на ова коалиција ќе се етикетира како антиамериканска, како анти-НАТО, како анти-ЕУ, па дури исто така како коалиција против албанскиот јазик, тоа што зборувавме и претходно, исто така и против Косово. Во суштина, во еден момент политичкиот судир е нешто друго, во контекст на тоа дека сите политички партии би сакале или луѓето, граѓаните би сакале политичките партии да дадат подобри понуди, па во тој контекст може да има и судири, но во концептуални одлуки мислам дека албанските партии кои ќе бидат дел од ова ново мнозинство, ако тоа веќе е реалност, ќе треба стварно да објаснат како понатаму со токму овие реторики од кои на некој начин блиски до луѓе блиски до ДУИ веќе ги најавуваат. Значи не е толку едноставно за Алијанса, за БЕСА, па дури за Алтернатива, ако не ги објасни овие начела. Сакам еден друг аспект, може би телеграфски да го анализираме. Зијадин Села, лидерот на Алијанса, синоќа во ова исто студио, гостувајќи во патот кон, рече дека да, тие се за избори, но по една година од сега, затоа што сметаат дека на избори не смее да се оди со влада на
ДУИ. Низ таа призма можеби треба да се очекува евентуално партиите на албанците кои што сега се дел од ова ново декларирано мнозинство да сакаат еден извесен период да има влада која што на некој начин ќе се обиде да демонтира дел од власта од влијанието на ДУИ, па дури потоа да се оди на избори. Оти ДУИ на вистина одлично помина на последните избори. Освои 105.000 гласа, наспроти околу 49.000 кои што ги имаше Алијанс Алтернатива на листите. Секако едно објаснување е дека кога си дел од власта, најверојатно импактот кај гласачите е поголем, па можеби од таа гледна точка овие партии тоа го размислуваат. Од друга страна, исто така мора да се признае дека ако си дел од власта толку години, влијанието на некој начин го имаш и го контролираш теренот. Па од тој контекст, сигурно овие политички партии би сакале малце институциите да олабават, ако можам тој збор да го искористам, за да има или да биде полесна таа политичка битка со ривалот. Но сепак изјавата вчера на господин Села, мислам дека исто така е дадена пред случувањата денеска или пред тоа што се случи со Желино, каде што најверојатно никој не можеше да предпостави како ќе се однеси Беса. Исто така мора да се истакне, Васко, дека за време на локалните избори, поготово во Тетово, Беса и Алијанса имаат веќе соработка. Ако ги гледавме сликите од прославата, тие беа заедно, исто и кандидатот на Алијанса славеше заедно со Билал Касами. Па тој дух на анти-ДУИ можеби веќе беше тука, но никој не може да предпостави кога ќе се искаже. И мислам дека моментот со Желино им даде сила, како што реков претходно на Беса, еве да покажа дека сега тие се битни, па и сме во оваа ситуација каде што сме, бидејќи тие нели променија сега страна. Ќе одиме на уште една пауза за реклами, па финалето на оваа емисија пред вестите во 23 часот. Останете на Алсат. Полека истекува времето за ова издание на 360 степени. Вонредно вечерва во живо студиото на Алсат, откако беше објавено дека има ново парламентарно мнозинство. Му благодарам на колегата Назим Рашиди за помошта, за анализата. Првична вечерва, по што се случи, имаме шанса во следните денови да анализираме дополнително. Од утре ќе видиме што понатаму. Нели, мораме да кажеме, ова е само првично. Така е, благодарам уште еднаш. Назим, ако не бевте од почетокот на 360 степени на Алсат, бидете во 23 тука да слушнете што е ново, да ги видите деталите поврзани за она што вечерва посредбата во собранието го објави Мицкоски, го изјавија лидерите од новото парламентарно мнозинство. Наред е саботажа, од мене пријатно. Надежите се разбудија. Новото утро го отвори небото на која се појави звезда водилка, која ќе го осветли денот со тоа што ќе ја затемни северна. Тоа први го вида оние од спротивната хемисфера, уверени дека не само што нема да биде потребен, туку чадорот со резигнација ќе биде исфрлен од употреба. Ако се менува договор преспански, види, тие ќе бидат плаени на црна листа. Па, голема работа. Што се на црна листа? Што се меша тој во туѓа држава во натрешни работи? Знам, Пуди така му дозволија. Нека го остави Мицкоски да во Америка. Голема работа. Ти сакаш да во Америка, зашо? Нека не кладе бзаги на црвена листа. Радоста траеше само кратко, еднодневната илузија предизвикана од популистичките шеми на локалните мангупи, прекина непоколебливиот став на главниот шеф со децидно образложение. Нештата кои се завршени може да бидат само магловит сон, а тој сепак мора да се разликува од меланхоличното јаве. Доколку ме прашувате дали е реалност, па ние функционираме во оваа реалност. Оваа партија има пратеници во рамките на собранието. Подпишале изјава тие пратеници со новата придавка.
Сепак има такви кои со задоволство ќе продолжат да јаваат на тој бран. Нивната цел е да си ја потврдат тезата и да докажат дека сето тоа било погрешно и безвредно. Ама не затоа што придонесло за затварање на крупни отворени прашања кои тиштат, туку поради недоследноста и непринципелноста на тие кои инсистираат да се принесе жртва. Брисел и американци се Evo, Brisel mu nije otvorio pregovore poslije svega. On praktično je ovaj izborni poraz, zahvaljujući onima koji su stajali iza njega, dočekao bez ičega za ustupke koje je ponudio. Evo, kako prolaze ljudi koji ispune sve. Кои испуне све. Се разбира дека ниту тоа не е доволно, па источните анализатори ќе констатираат дека наспроти општиот впечаток у македонската јавност, токму играњето на спротивната карта од онаа која тие имаат фрлено, било причина за дебакл. Вие знаете, че в Скопие се започна една много сериозна кампания с езика на омразата по отношение на кандидатката тя е независим кандидат, подкрепен Данела Арсовска, млада жена, за това, че имала българско гражданство. И това беше големия коз, заради който тя не трябвало да бъде избрана. И продължава тази тематика, която ние сме свикнали да наричаме антибългаризъм и македонизъм, което, разбира се, не им правише чест. И точно заради това той загуби изборите. И на крајот, кога и покрај дадената оставка, лузерите кои први требало да ја преземат одговорноста, навидум обидувајќи се да го спасат шефот, се борат самите за себе и за задржување на местата, кои по силата на бројките требало веднаш да ги напуштат. Ова е моја должност како член на СДС, сама должност на сите со мои сопартици во Куманово, ширу Македонија, и со ова сакаме да му порачаме на председателот Заев дека максимално застануваме позади него. Никој не треба да стои покрај некого. Редно време е барем еднаш одговорноста да не биде колективна, туку јасно и прецизно индивидуализирана. Тоа е должност на секое демократско